Ви благодарам на одзивот на нашата покана, однос на денешните активности, односно врзосно што Министерството на вътрешни работи има отворена оперативна акција и со сите полициски ресурси и материјално-технички средства сме во улога на преземање на конкретни мерки и активности согласно правилата, законските и подзаконските акти од страна на Министерството на вътрешни работи. Може ли само погласно се извинувам? Само да слушате микрофон. Целта на ова денешна пресконференција е да направиме пресек. Тоа е пресек до 12:00. Сега во овој момент ми јавија дека стигната и информацијата од последниот сат, пошто на секој сат оперативниот штаб изготвува оперативни информации за секојдневните настани кои што се регистрирани од страна на полициските службеници кои што се распоредени на терен низ сите гласачки места со цел за преземање на конкретни мерки и активности она се што е спротивно од законот за избори. Сега би почнал поднос на настаните регистрирани од отварањето на гласачките места до 12:00 часот. На подрачјето на СВР Скопје во средното училиште Кочо Рацин, број 2556, прекинато е гласањето во 08:26 часот, затоа што лице кое гласало, откако влегло зад параванот го фотографирало и го скинало гласачкото ливче. Откога бил забележан од член на избирачкиот одбор, по барање на председателот на избирачкиот одбор, со асистенција на полиција, лицето е приведено во полициската станица Ѓорче Петров и се превземаат конкретни мерки и активности за расчистување на настанот. Гласањето е продолжено во 08:47 часот. Во врска со овој настан, извршено е фотографирање и скинење на гласачкото ливче во Скопје, во средното училиште Кочо Рацин, број 2556, прекинато е гласањето во 08:26 минути до 08:35 минути, односно лицето е приведено и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Исто така, на избирачко место во Основно училиште Петар Здравковски Пенко во Скопје пред започнување на гласањето, на 100 метри од гласачкото место имало испишани графити со текст "Гласајте за Дуи", пошто гласањето започнато на време, а избирачкиот одбор ќе го отворили, односно ќе преземе мерки за отстранување на графитот. Исто така, добиено е телефонско известување од секторот за наши работи на Велес, дека во 07:50 часот телефонски е пријавено во полициската станица Неготино, дека на улица 12 Ваташки другари, пред куќен број 25 во Неготино, од страна на непознат сторител, со спреј се испришани одредени графити на две патнички моторни возила, излезено на лице место од страна на полициски службеници, извршен е увид, пошто известен на јавниот обвинител од Општинското јавно обвинителство Кавадарци, каде се добиени насоги да се достави известување за кривично дело оштетување на туѓи предмети. На 10.12.2016 година, од страна на анонимен граѓанин во полициската станица Демир Хисар, телефонски е пријавено дека истиот ден, околу 19:15 часот, во село Света Демир Хисар, две лица делеле пари по куќи во селото. Поради прекин на комуникациите, настанот е внесен во дневниот електронски билтен на 11.12.2016 година. Од страна на униформирани полициски службеници од Демир Хисар, излезено на лице место, обавен е разговор со лицето од Света Демир Хисар, каде што кој бил посочен дека му било нудено подкуп, истиот изјавил дека подолг период не го има видено соодветното лице кое што нудило пари. Изготвена е службена белешка за извршен разговор и се преземат мерки за расчистување на конкретниот настан. Во ПС Валандово добиена е анонимна пријава дека на гласачко место број 0281 во киносалата на Валандово лице откако гласало го фотографирал гласачкото ливче од страна на полициските службеници е излизано на лице место и се преземаат мерки, активности, односно проверки кои што се уште во тек.
Во полициската станица Чајре е приведено лице со возило, на кое на местото на регистарските таблици испишани се пароли, гласе за дуи, зашто настанот го превземен од страна на Крим полиција. Исто така, примено известување дека на избирачкото место број 531/1 во село Здуње Гостивар, лице ЈС, вработен во МВР, се појавил на избирачко место во својство на контролор на политичката партија. Во Општинската изборна комисија имало решение за негово ангажирање како контролор, но откако на избирачкото место настанало проблем, истиот е отстранет и отстранувањето било нотирано во записникот. Ова главниот штаб на МВР е известен и од страна на одделот за надзор контрола и професионални стандарди, преземени се конкретни мерки и активности за документирање на случајот. Исто така, добиено и телефонско известување дека во 09:40 часот во Охрид на гласачко место број 1283/1 на улица Момчило Јордановски, председателот на избирачкиот одбор пријавил на униформираните полициски службеници кои е на терен дека на околу 100 метри од гласачкото место има лица кои агитираат. Од страна на униформираните полициски службеници извршени се проверки, но се уште до овој момент не е ништо потврдено, односно расчистено. Во 09:45 часот на телефонската линија во ПС на 192 пријавено е дека во Охрид, кај основното училиште Христо Узунов, лицето џБ врши агитирање. Излезено на лице место, а по извршена обиколка се уште се врши проверка. На подрачјето на Струга во 09:40 во основното училиште Јосип Брос на гласачко место 18:49 дошло лице кое било под дејство на алкохол. Се представил како наблюдувач и подолго време се задржал на гласачкото место и кај гласачките кути, не дозволувајќи на лица да гласаат. Председателот на избирачкиот одбор побарал асистенција од полициските службеници да се отстрани лицето и истите се упати на лице место. Во врска со овој настан, на подрачјето од Струга, во основното училиште Јосип Брос, Јосип Брос на гласачкото место 18:49, како што го спомнав претходно, коалицијата под дејство на се задржала на гласачкото место и кај гласачките кутии, не дозволувајќи лица да гласат. Преземени се мерки, лицето е приведено и е извршено алкотестирање, каде што е утврдено поголемо количество на алкохол, 3,60 промили алкохол. Направени се консултации со Општинското јавно обвинителство во Струга, од каде што се добиени насоки дека нема нарушување на изборниот процес и нема причини лицето да биде задржано во полициската станица, а лицето ќе биде задржано до негово отрезнување. Исто така во населба Шуторизари, диви таксисти со 14 патнички возила превезувале гласачи до избирачките места и при тоа вршеле агитација. Во село Нова Колонија, во основното училиште Петар Петрович Негош, во училишниот двор имало 3 машки лица со шалови и партиски обележја на политичка партија, кои ги пречекувале лицата што доаѓале на гласање и им сугерирале за кого да гласаат. Во населба Шуторизари, во основното училиште Брајча Рамис, во ходникот од училиштето низ кој се оди до гласачките места, група од 5 до 6 лица на гласачките места се движеле по ходникот и сугерирале да заокружат одреден број. Исто така, во населбата Шуторизари, во основното училиште 26 јули, председателот на огранокот на ДПА во Шуторизари пријавил дека во училиштето и населбата забележано едно патничко моторно возило Голф, на која на предната таблица му е заменета со таблица на која што пишувало ДУИ број 3. Исто така во населба Шуторизари забележени се 2 возила без регистарски таблички со обележје на вратите во кои во повеќе наврати носат гласачи до гласачките места. Исто така, полициски службеник кој не бил на работа, пријавил дека на неговиот мобилен телефонски број му се јавило женско лице кое се представило како колешка и му рекла дека зошто се јавуваш на 192 ради тоа што они си ги преземаат конкретните мерки и активности. На линијата 192 во Дебар во 09:52 часот
телефонски се јавило лицето ЗО и пријавил дека на неговиот мобилен телефон се јавило лице и побарало да гласа за одредено политичко лице. Во 09:55 на истата линија се јавил представник од политичката партија и пријавил дека лицето што се јавувало на ЗУДИ О е лице со непознато име и презиме. Настаното е преземено од Крим полиција со конкретни мерки и активности за расчистување на соодветниот случај. Исто така, од страна на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал е добиено сознание дека возило Хамер, црна боја, со регистарски таблички, во 08:30 часот било забележано во село Брест, а лицата од возилата делеле пари на граѓани. По ова, истото возило е забележано во населбата Бутел, преземени се мерки за негово откривање и расчистување конкретно на целиот настан. Во единицата за информација и команда пријавено е дека тоа се работи на територија на градот Скопје. Дека околу пазарот во Ѓорче Петров во повеќе наврати поминувало возило патничко, Сеат Алтеа, а лицата кои биле во возилото агитирале околу изборите и гласањето. Исто така, лице од Хелсиншкиот комитет пријавило дека на одредена улица пред избирачко место стоеле неколку лица кои нуделе пари по 1000 денари на лица од ромска националност да гласаат за одредена политичка партија. Во населба Драчево, комбе со бела боја превезува гласачи, а можно било дека да нудат по 1000 денари за гласање на одредена политичка партија. Од ДИК е пријавено дека на избирачкото место во село Зајас Кичевско, поголема група на граѓани кои не биле на избирачкиот список го попречувале граѓаните, гласањето. На телефонската линија 192 во ПС Охрид, во 10:25 часот, лице ДЖБ пријавил дека на избирачкото место 1279 е бирото за вработување имало лица кои агитираат, а во исто време и од страна на председател на избирачкиот одбор на УПС кои биле на гласачкото место, побарал да се отстранат групата лица кои подолго време стоеле пред избирачкото место. Се работи и за истата група која што на телефонскиот број во ПС Охрид 192 ДЖБ го имал истиот настан пријавен. Излезено на лице место, но лицата кои што биле пријавени не се пронајдени на самото место. Во Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди примено е известување дека на избирачко место 2032 во Долно Седларци, општина Брвеница, ИТ вработен во Тетово како обезбедување избирачкото место, агитирал на гласачите да гласаат за одредена политичка партија. Од кога е запознат главниот штаб на МВР, преземени се мерки и активности од страна на Одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди за проверка и документирање на известувањето. Значи, ова се овие наставници кои што како пресек до 12:00 има оперативниот штаб на МВР. Почитувани представници на медиумите, како впрочем и во секој изборен процес и оваа година, ние сме должни да ја информираме македонската јавност за безбедносните аспекти во рамките на изборниот процес кој што се одвива денеска од 07 часот и во тој контекст би сакал јас да ја информирам македонската јавност за активности кои што Бирото за јавна безбедност, односно македонската полиција ги презеде за доследно безбедување на изборниот процес на денешниот изборен процес. Значи, подготвителната активност траја неколку месеци порано. Воспоставена е Републичка оперативна акција избори 2016 година. Во рамките на таа акција воспоставен е и развијан централен оперативен штаб кој што ги координира сите полициски структури и единици на терен, както и 8 помошни регионални штаба кои што работат во рамките на регионалните сектори за внатрешни работи. Впрочем, од деталите кои што беа презентирани од помошникот министер, можете да заклучите дека македонската полиција е навистина соодветно поставена на терен и практично ги има во фокусот сите настани кои што се пријавуваат на различни начини од различни извори и сите тие доследно се проверуваат. Би сакал во делот да информирам македонската јавност во делот на подготвителните активности. Значи беа развиени мерки и активности кои се однесува на предизборниот процес,
мерки активности кои се однесуваат на текот на изборниот процес, односно на денешниот ден, и мерки активности кои ќе следат после изборниот процес. Во тој контекст би сакал да потенцирам дека на оперативниот план и на развивањето на мерки активности претходија темелни анализи на сите аспекти, на сите безбедносни аспекти од претходните изборни процеси кои што се случуваа во Република Македонија од 2006 година па наома. Беа детектирани практично најчести кривични дела кои што се извршуваат, прекршоци, беше извршено географско мапирање на локациите кои што беа утврдени како ризични од аспект на планирање на мерки активности од димензионирање на доволен број на извршители, така да во тој контекст можам да кажам дека успешно беа извршени подготвителните активности и крајната цел беше, односно главна цел беше да се обезбеди стабилна јавна безбедност во текот на изборниот процес, а ова главна цел практично ја реализираме преку неколку посебни цели, а тие посебни цели се практично развивање на мерки и активности за превенирање на криминални активности или прекршоци поврзани со изборниот процес, превенирање на мерки активност за превенирање на несоодветно или друг вид на непрофесионално однесување на припадници на полицијата, понатаму проактивно работење за навремено добивање на информации, развивање и обезбедување на докази за кривично-правни настани поврзани со изборниот процес и процесуирање на истите до соодветните надлежни јавни обвинителства и последната цел е примена на законот по утврдување, односно по докажување на одредени кривично-правни настани. Не би сакал јас да должам, бидејќи доста во детали беше отидено со информирањето од страна на помошникот министер, јас би сакал само за неколку кривични правни настани да информирам јавноста, веројатно за дел веќе се информирани. Значи, првиот кривично правен настан кој што беше поврзан со изборниот, директно поврзан со изборниот процес беше на 9.12 ова година на подрачјето на Кочани, каде што по претходна пријава беа преземени конкретни мерки активности за откривање на лица кои што преземаат действија, криминални действија поврзани со кривично дело давање на подкуп при изборен процес. Во рамките на нашите активности беа обезбедени доволен број на докази, процесирана е кривичната пријава и од судена претходна постапка изречени се мерки на предпазливост према лицата, према 4 лица кои што беа процесирани во рамките на овој кривично правен настан. Мислам дека да се работи за одземање на патна исправа, забрана за напуштање на место на живење, приближување на оштетените и така натаму. Другиот кривично правен настан кој што на некој начин го одбележа овој предизборен период, односно денот пред избори, беше поврзан со кривично дело насилство во Македонски Брод. Значи 4 лица по потекло од Кичево, познати насилници за кои службата има информации дека и порано се занимавале со вршење на кривични дела со елементи на насилство. Има извршено насилство врз лица во ресторант во Македонски Брод, меѓутоа службата, односно полицијата, брзо реагираше, ги преземе сите мерки активности и по преземените мерки активности лицата се лишени од слобода, обезбедени се докази за извршено кривично дело насилство, обезбедени се докази за незаконско поседување на огнено оружје. Случајот е процесиран до основно јавно обвинителство од Гостивар, според надежноста. И према лицата се определени мерки на предпазливост, притвор, краткотраен притвор од 48 часа. Јавноста е информирана за кривично-правните настани кои што беа во Кавадарци на 10.12.2016 година и таму случаите се процесирани со кривична пријава до јавното обвинителство против член на избирачкиот одбор. Друг кривично правен настан кој што така е карактеристичен, го одбележа предизборниот период е кривично правниот настан на подрачјето на СВР Струмица, каде што се обезбедени со проактивно работење, обезбедени се докази против 5 лица за извршени кривични дела, злоупотреба на лични податоци, подкуп при избори и гласање и со извршителство во рамките на овие кривични дела. И овој случај е процесиран до надлежното јавно обвинителство во текот на денешниот ден по обезбедувањето на докази. Кривично правен настан кој што
го бележа овој предизборен период беше на подрачјето на Скопје опожарување на едно возило, како и на подрачјето на Неготино оштетување на 2 возила. Така да тоа се така некои покарактеристични случаи кои можеа да имаат посилно влијание на безбедноста или негативен инпут на јавната безбедност, меѓутоа со ефективно полициско работење овие случаи беа документирани, процесирани и до соодветните надлежни јавни обвинителства. Така да јас експлицитно можам да потврдам дека имаме стабилна јавна безбедност, дека овие случаи кои што се процесирани се изолирани случаи и дека полицијата максимално фокусирано и ефективно ќе продолжи со превентивното работење и со проактивното работење и со интервенирање во одредени случаи доколку се потврди дека има основни пријави за било кој кривично правен настан или прекршици. Благодарам. Може. Во општина Аеродром изборниот мод се беа знамења на политичка партија. Не се отстранети денеска на денот на изборите. Значи, сите активности се координираат во рамките на оперативниот штаб, така да веројатно се преземат мерки активности и за отстранување на овој недостаток, така да полицијата ќе реагира. Нема ли да биде доцна утре ако се? Па ќе видиме, значи ќе видам во рамките на штабот. Точно ли е дека Олксан Беки Расани во Чаја? Го нотираше господинот тоа како инцидент во Чаја. Става ли избор за Беки Расани? Немаме информации за Арсен Беки Расани. Не се работи за тоа лице. Не. И поднос се извинувам. Само момент. Не би сакал сега да одам со конкретни имиња и презимења, затоа што сакам да се држим и на презумпцијата на невиност. Има нека информација во прилеп дека граѓани од ромска националност влагат од МВР со лични карти. Имате нека информација за тоа или? Како и при секој изборен процес и овој пат Министерството за внатрешни работи во текот на денешниот ден. Службите во рамките на оддел за граѓански работи функционираат така да веројатно се работи за редовни постапки на поднесување на барања за лични документи и за земање на тие лични документи. Други прашања?